Додека се комити, Вардар нема зошто да се греши. Вардар е македонски фудбалски бренд, најтрофеен македонски клуб, клуб кој играл во групна фаза во Лигата на Европа, клуб кој секогаш пишул историја, многу подимено и падови, но секогаш Вардар се враќал посилен и посилен, заедно со верните комити кои секогаш се со Вардар и во добро и во лошо. По 2 сезони во втората лига, Вардар се врати во фудбалската елита на Македонија, но сега има нов предизвик. Ако лани преку бараж го соволта Скопје и се врати во првата лига, сега во баражот ќе треба да го соволта Детонит Плачковец и да го избори опстанекот. Шефот на стручниот штаб Горас Михајлов во ексклузивна изјава за телевизија Ебнет зборуваше за сезоната на Вардар и баражот. Тешка сезона, како за Вардар, така и за останатите. Можам да кажам дека квалитетот оваа сезона беше поизрмнет од минатата година, со што покажуваат и самите резултати. Што се однесува до Вардар, значи сите знаеме Вардар во каква ситуација беше уште од минатата сезона со оној бараш натура против Скопје кога обезбедија пласман во првата лига. До некаде беше и очекуван овој резултат од Вардар, меѓутоа нормално дека симпатизерите и големата фудбалска армија навивачка што има Вардар очекува подобри резултати. Јас и самите знаете дека дојдов во Вардар после 3 години од кога бев тренер во Силекс. Во првите 6 месеци од полусезоната не бев во Вардар и не би коментирал, само би рекол дека се очекуваше повеќе од Вардар. Кога се нафатив да ја преземам улогата за шеф на стручен штаб и во овие 6 месеци да го водам Вардар низ тешкиот пат, ете успеавме да избегнеме директен, како се вика, директно испаѓање од лигата, во кој што многу и на тоа го прогнозира и искрено да кажем и го посакува, меѓутоа ние успеавме. За малку испуштивме во неколку надпревари шанса дури и директно да останеме во лигата. Вардар во баражот ќе се соочи со Родовишкиот тим кој е хит во втората македонска фудбалска лига овие 2 сезони. Да, евидентен е напредокот кај Детонит во изминатите 2 години. Нормално како тренер ја пратам и втората лига, ги пратам и нивните резултати и уште некако таму веќе при крајот како можен противник евентуално, бидејќи нормално мора да калкулирате, да пратите и да се нонстоп како тренери и да ги осознавате работите во македонскиот фудбал. Ги пративме игрите на Детонит. Во Детонит настапуваат неколку играчи кои што имаат играно во Вардар, значи многу добро знаат што значи Вардар и секако дека и они ќе бидат силно мотивирани. Ова е нормално историска шанса за нив. Меѓутоа, како што и они се подготвуваат и ние се подготвуваме и морам да кажам и ќе го кажам тоа, бидејќи ние во секој надпревар влегуваме без разлика против кого играме, максимално мотивирано, максимално фокусирано и верувам дека ќе го дадеме максимумот во недела и дека секако дека ги респектираме. Вардар во баражот влео комплетен од аспект на играчки кадар. Нормално како фудбалери, како тренер на најголемиот и најпопуларниот фудбалски клуб во Македонија Вардар, секако дека навивачката група, комити која што моментално го води низ овој турбулентен период фудбалскиот клуб Вардар и тоа мосно успешно, секако дека ние на тие навивачи, на тие луѓе, на тие симпатизери, на тие луѓе кои што навистина го сакаат со сето срце Вардар, мора да им се одолжиме со добра игра и со нормално да го обезбедиме тој опстанок. Очекуваме како и во изминатиот период и сами можевте да видите низ надпреварите кои ги игравме на домашен и доколку каде имаше можност и присуствува и на гостински терен, максимално не бодреа. Тој ни беа што се вели ветар во грбот, наш 12-ти играч, така да верувам и во недела во Струмица во лагање се сите играчи, сите се подготвени и можам да кажам дека сите со непотрпение го очекуваат надпреварот во недела. Голно на Вардар Филип Гачевски, кој е миленик на навивачите, има почит кон противникот, но вели дека Вардар има своја цел и утре ќе се радува на победа во Струмица. Погледи кој нашиот противник Детонит Плачковица, нормално еден голем респект. Завршили со трето место во втора македонска лига. Нормално и они си имат своите амбиции, али не сакам многу да зборам за нашиот противник, затоа што сите знаеме што е наша цел, што е цел од наши фудбалери, од стручен штаб и од нашиот навивачи комити, така да едноставно можам да кажам еден респект према Детонит Плачковица, али ние си имаме наши целови и нормално
у недела треба да се радуваат вардарци. Вардар е жив благодарение на комити. Затоа и во Струмица стадионот ќе гори за Вардар. Играчите повеќе од јасни ќе го остават срцето на теренот. Вардар и следната сезона да игра во првата македонска фудбалска лига како фудбалски бренд кој заслужува да биде во елитата. Очекувано беше, и се знаеше, покотоа како повратник во првата лига, дека оваа сезона ќе биде многу тешка за нас. И покрај тоа што клубот се наоѓа во таа тешка ситуација во која што е сега, можам слободно да кажам дека ние играчите го дававме својот максимум да го оставиме директно клубот во првата лига, но тоа е реалноста. Моментално играме бараж и само знам дека сите играчи ќе се борат до последните сили преку тој бараж да го освоиме, да го победиме и да останеме во првата лига каде што Вардар и заслужува да биде. Респект за противникот. Сигурен сум дека ќе бидат мотивирани максимално, поготово кога се работи за влез во првата лига по прв пат за нив. А и сигурен сум дека и мотив плюс за нив е тоа што играат против најголемиот клуб во историјата на македонскиот фудбал, Вардар. Дефинитивно се очекува, а и воопшто не се сомневам во тоа дека стадионот во Струмица ќе биде исполнет до последното седиште, поготово од нашите навивачи комити, кои секогаш биле тука покрај нас, и нашиот 12-ти играч, и биле најголемата поддршка до сега и во добри времиња и во лоши времиња. Баражот меѓу Вардар и Детонит Плочковица се игра во недела, односно утре со почеток од 17 часот.